ми представува чест денес тука во Прилеп да присуствувам на третиот од отворените денови во кои што граѓаните даваат идеи за општинскиот буџет за 2023 година. Ова е една нова форма на комуникација каде што сакаме покрај отчетноста, односно она што се прави и за кое што се дава извештај, за што се даде извештај во сите општини каде што градоначалниците се предложени од ВМРО-ДПМН, исто така за следната година да проектите во рамки на можностите се создаваат заедно со граѓаните. Можам да кажам со задоволство како носител во четвртата изборна единица, како човек кој што ги добил гласовите и тука во Прилеп, дека општина Прилеп добро напредува и дека за следната година има една добра развојна програма. Морам да кажам дека ова ќе е прва година каде што целосно буџетот ќе биде креиран од страна на новата општинска администрација. Значи веќе ќе се работи со визија која што ја има градоначалникот, претседателот на совет, советниците од советничкото мнозинство кои што ја добија довербата на минатите локални избори. Можам неколку работи да најавам. Прво, асфалтирање на преку 45 улици и улички во Прилеп, што значи дека ќе нема улица поголема или помала која што ќе остане со дупки или во кал, односно ќе нема улица во Прилеп која што нема да има асфалт. Тоа е она што граѓаните најмногу посакуваат. Понатака двата влеза и влезот од страна на Крушево, кој што треба да се направи, а исто така и влезот кој што доаѓа од оваа страна на градот, би рекол, кој што излегува према Плетвари, према Скопје, како и према Македонски Брод. Така што тоа е втората голема работа. Третата работа, зборуваме за неколку кружни текови во градот, кои што ќе дискутираме и денес и утре со граѓаните. Останува заложбата за водоводни и канализациони системи, како и реновирање и подобрување на условите во неколку општински основни и средни училишта. Сето ова е предвидено со средствата кои што може да ги собере општината во рамки на своите редовни приходи, а исто така општината планира да издаде обврзница, општинска обврзница во максимална вредност до 5 милиони евра, која што треба да затвори дел од крупните проекти. Би сакал од тука да апелирам до претседателот на владата, до целата влада и до владеачката коалиција СДСМ и ДУИ да не ги јаде суетата и да се надминат себе, да сватат дека и во градовите и општините каде што СДСМ и ДУИ изгубија на минатите локални избори исто така живеат луѓе, а тоа е доминантниот дел од Македонија, и да не ги блокираат општинските обврзници на влада. Знаете дека општина Штип беше прва која што ја заврши процедурата за општинска обврзница, требаше само формално владата да даде одобрение, владата за тоа прави проблем, ги повикувам да не прават проблеми ни за Штип, ни за останатите општини, затоа што ова се средства кои што ќе се потрошат за сите граѓани. Ние ќе се надпреваруваме на избори со идеи, со концепти, но кој да победи на избори не сме да ги блокира оние проекти кои што се за доброто на граѓаните, а тој кој што губи, а во ситуацијава ја има централната власт, уште помалку треба да оди спротивно на волјата на граѓаните. Така што еве еден повик од Прилеп да се надминат себе и да дозволат општинските обврзници да профункционираат. Ова е еден иновативен метод на финансирање на општините. Позади него има поддршка и од експерти од Европската унија, особено во делот на зелени обврзници, и е нов начин на кој што ќе можат да се финансираат општините, на кој што ќе можат да се реализираат бројни проекти, а ако сакате ќе можат и дел од граѓаните да ги оплодат своите средства на начин што ќе инвестираат во општините и после тоа ќе очекуваат секако за тоа да имаат покрај општествена добивка и лична добивка. Така што целиот овој концепт значи реализирани бројни проекти, ќе разговараме денес, ќе разговараме и утре, и се надевам дека ќе има еден добар, урамнотежен буџет за 2023 година, кој што ќе реализира многу од барањата на прилепчани, а се надевам дека и после предвремените парламентарни избори кои што очекувам да се случат најбрзо можно, односно оваа пролет, ќе може и владата многу повеќе да помага. Благодарам. Поели така има прашање. Дали има и други алтернативни извори како решение за надополнување на општинските буџети, ако се земе во предвид дека централната власт прави сопки во однос на општинската обврзница? Втора можност е кредитирањето преку комерцијални банки, која што секогаш стои на располагање. Зошто врзницата е подобра? Подобра е затоа што дава поголема флексибилност на општините, за разлика од кредит, каде што кредит се зема за конкретен проект. Обврзницата ослободува средства за општината и тие средства се искористат онака како што општината, односно во случајот граѓаните мислат дека е најдобро. Тоа е првата разлика. И втората разлика,
и во обврзницата и во кредитот секако има камата, но доброто во обврзницата е што секој граѓанин може условно кажано да купи обврзница и после тоа да ги оплоди своите средства. Знаете дека има една политика која што за мене е доста проблематична во банките, а тоа е дека кредитите се со доста висока камата, кога граѓаните оставаат пари во банка добиваат многу мала камата за своите пари. Тука со обврзницата тоа може да се избалансира и луѓе кои што имаат некоја заштита 2, 3, 4, 5.000 евра можат да ги вложат во ваква општинска обврзница и за тоа да добијат после тоа надокнада. Така што тоа се разликите, секако стои опцијата кредит, но јас се надевам дека ќе одиме на обврзница. Сметате ли дека како политичка партија има потреба од организација на општински референдуми за покренување на општинска обврзница? Во однос на референдумите, јас секогаш ги поддржувам и мислам дека секако граѓаните треба да го кажат своето мислење, затоа и ние го правиме ова што го правиме овие 2 викенди. И тука е јасна разликата помеѓу нас и владата на СДСМ и ДУИ. Јас не гледам дека буџетите се креираат заедно со граѓаните, еве, во соседна општина Кривогаштани или во соседна општина Долнени, да не одам подалеку. Така што тоа е една јасна разлика. Во однос на референдум секогаш е добра опција, може треба да размислуваме и за воведување на референдуми за работа на градоначалници, зошто да не, затоа што градоначалниците имаат секако избор кој што е директен од граѓаните, но после тоа контролните механизми се помали за споредено со одредени други функции, така што не би било лошо да го ископираме германскиот модел каде што граѓаните можат да разрешат градоначалник на референдум. И уште едно прашање, ова не е прв пат ВМРО ДПМН како партија да го слуша гласот на народот, односно на своите граѓани еве во општините, да даваат своји идеи. Веќе втора недела вие ја спроведувате ова активност, да ја наречем. Како сте задоволни од одзивот на граѓаните? Од она што го знам, од сите општини градоначалници со кои што комуницирам, има голем интерес на граѓаните, дел доаѓаат лично, дел користат електронска пошта или телефонски се јавуваат. Општините се за тоа креирани да ги решаваат дневните потреби на граѓаните. Значи не зборуваме тука за висока политика, не зборуваме за стратешки определби, зборуваме за дневни потреби и многумина доаѓаат со својот проблем или идеја како да се подобри живењето. Резултатите можеме да кажам дека се добри, имаме цел викенд пред нас и мислам дека е ова нешто што секако ќе го правиме следните години затоа што дава резултати.